Кога ChatGPT развиен од фирмата OpenAI беше лансиран во ноември 2022 година, некои американски училишта и универзитети избраа да ја блокираат апликацијата на дигиталните уреди во сопственост на училиштата, како што се таблети и лаптопи, за да престанат да мамат. Други пак, како училиштата во независниот училишен округ Далас, ја прифаќаат оваа нова технологија. Некои професори исто така се согласуваат дека нема смисла за противење на новата технологија. Беата Джонс, која предава на Универзитетот во Тексас, ги учи своите студенти да размислуваат за ChatGPT како еден вид паметен, но несигурен партнер за учење. Студентите може да воведуваат новини и да решаваат посложени проблеми, бидејќи ќе добијат тимски колега во форма на генеративна платформа за вештачка интелигенција и може да добијат пристап до огромно знаење. Се разбира, тие треба да го проверат тоа што ќе го добијат од овие платформи за да го потврдат, но сепак тоа им дава можност да го користат своето критичко размислување. Обидот да се открие дали учениците користеле ChatGPT за мамење при училишните задачи останува проблем. Компаниите кои стојат зад софтверот дизајниран за откривање на плагијат со вештачка интелигенција, како што е Turnitin, велат дека како што тие стануваат подобри во откривањето злоупотреби, така измамниците стануваат повешти. So once you run it through ChatGPT, Значи, штом прво ќе го користите ChatGPT, а потоа некоја друга платформа, помага да се избегне детекција на плагијат. И Джонс вели дека универзитетите исто така се загрижени за така наречените лажни позитиви, односно грешки, обвинувајќи ги студентите дека користеле вештачка интелигенција, кога всушност тие самите ја завршиле работата. Не можете дефинитивно да кажете дали студентите мамат. Сите најдобри детектори за вештачка интелигенција тврдат дека се 99,6% прецизни и сигурни. Сепак нема информации за грешки и тоа навистина може да го наруши односот меѓу студентите и факултетот, да ја наруши репутацијата на ученикот. Оно што е јасно е дека вештачката интелигенција не исчезнува и дека луѓето веќе заостануваат. Според анкетата на УНЕСКО, спроведена во 450 училишта и универзитети, само 10% имаат креирано политики во однос на алатките за вештачка интелигенција во нивните институции.